Подршка на домашните земјоделци и компании наместо замрзнати маржи и цени. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши на денешниот прес откри дел од планираните владини мерки за заштита на граѓанскиот стандард. Да ги поддржиме нашите земјоделци, нашите производители, поради тоа што до сега не е направено, да речеме, мерка или поддршка на внатрешните компании, на внатрешните производители. Ако го направиме и го имплементираме овие мерки, овие ќе бидат и среднорочни и долгорочни решенија, поради тоа што ќе се намалува цената на прехранбените основни производи и на земјоделските производи, поради тоа што ќе се произведуваат дома. Ние сме увезна држава, од 70 повеќе и 80% увезуваме производи. Што е, имаме капацитети, имаме можности, треба да се фокусираме да ги поддржиме нашите производители, нашите земјоделци и индиректно ќе влијаеме врз намалување на цената на производите, односно основните производи. Кога се очекува активирање на мерките? После 30 јуни Државен пазарен инспекторат да ни достави уште едно известување врз основ на контролите што ги направи на терен. Ако имаме девијатно однесување и од известување што ќе го земеме од Државен завод за статистика, ако имаме девијатно однесување од страна на трговци, односно енормно зголемување на цените, додека да ги спроведеме или додека да ги реализираме другите мерки, ние одиме со овие краткорочни решенија. Оти знаеме дека оние ги дадат своите резултати, како например во месец март, како например беше во месец април и така на таму. За Дурмиши, синдикалната потрошувачка кошничка е нереална. Таа што ги објавуваат синдикатите, знаеме дека ги објавуваат, немаме против тоа ништо, но не е реална, не е соодветна, поради тоа што бројките не се точни. Имаат стајано производи кои, например, во месец јануари никој не ги троши. Да не навлегувам поред да ги споменам, така да ќе имаме реална и достапна и со реални бројки потрошувачка кошница.